А една од најживописните општини во Македонија, општината која што се наоѓа на најголема надморска височина на Балканот, секако веќе погодувате, е општина Крушево. Што се случува во Крушево? Не само кога станува збор за новородени деца, туку и како Крушево се подготвува за предстојното лето и за големиот број туристи. Тоа ќе зборуваме со првиот човек на општината. Велам добар ден и добре дојде за господинот Томе Христоски, градоначалник на општина Крушево. Добар ден, ви благодарам на поканата. На почетокот, еве колку да го задржиме континуитетот, што прави општина Крушево за помош на семејствата со новороденче? За помош на семејствата, како што претходно најавивте и со повеќе општини и колеги градоначалници имавте интервју, општина Крушево е општина, претходно да кажеме дека е една историја, град и култура, живописна општина и дестинација за сите 4 сезони. Она е второто прашање што ме прашавте за новороденчињата. Заклучно од 1.1.2025 година, секој новороденче има право на стимул финансиски од општината од околу 6.000 денари, не од околу, туку директна финансиска помош од 6.000 денари. И родителите или старателите имаат право да поднесат општината и да ги добијат тие финансиски средства кои заклучно и согласно буџетот кој го има општината ги добиваат на нивните трансакцијски сметки. Тоа е еден стимул, еден мотив, еден символичен поклон за семејствата. Так. Но тие деца понатаму растат во Крушево, живеат, имате детски градинки, имате училишта. Помага општината тука некако? Општината помага и во градинките и во средното училиште. Почнувајќи од оваа година, почнуваме исто така со директна финансиска помош до секој средношколец запишен во прва година во средното општинско училиште Наум Номовски Борче во Крушево и ќе добива месечен стимул од околу 3.000 денари. Тоа е мотив повеќе децата да ни останат тука во Крушево, да ни учат, но и преговараме со приватниот сектор и приватните угостители во градот Крушево, кои што сега се на едно видно ниво, на едно високо ниво. Тие деца, тие ученици да ни останат тука, да ни живеат и да работат во приватниот сектор. Така, имате можности за тоа и се трудите тоа и да го остварите. Да, претходно кажав дека Крушево е дестинација за сите 4 сезони, така да Крушево живее и во духот на илинденците, илинденското востание, но треба и да се живее за денешницата и за идните генерации. Тоа и ние го правиме, тоа е нашата намера и за тоа сме платени ние како главни менаџери на општините да секој ден придонесуваме со разни проекти, разни придонеси кон заедницата да направиме едно поубаво и поинакво Крушево. И во целиот тој период кога имате многу туристи во Крушево, заврши зимскиот распуст, ама дојдоа празниците, великденските празнувања, пролетта, убавите викенди, сега се подготвувате за летото. Наоѓате ли време за некаква градежна офанзива на територија на општината, да ги средите патната инфраструктура и се она што има потреба? Чинам дека и паркингот во Крушево беше едно време проблем. Имавме доста проблеми оваа сезона, затоа што и временските услови налагаа да голем дел од граѓаните реагираа кон мене како градоначалник, но и кон локалната самоуправа, но се надевам дека веќе времето дава да се работи, да инвеститорите почнат интензивно да работат и навистина Крушево да биде во една претворено во огромно градилиште, каде што ќе се градат капитални инфраструктурни проекти во интерес на сите граѓани. Затоа ги замолувам од тука на едно трпение, затоа што интензивно започнуваме, веќе сме со нови зафати, нови проекти, не само во Крушево, туку и во сите населени места од општината. Напоредно работиме и ќе го постигнеме ефектот да Крушево биде едно поинакво и поубаво за сите нас. Од она што успеав да прочитам на вашата интернет страна, дека реновирате поголем број од главните улици во општината и дека, мислам дека се проширува паркингот кај Монтана? Да, паркингот кај Монтана ќе се прошири, меѓутоа и цела улица од раскрсница Тагас или улица Коча Миленку, Питугули, се до регионалниот пат до Демирхисар. Таа е главна сообраќајница која води до хотелската зона, каде што ќе имаме голем број на туристи, посетители и движења во овој предел на градот.
Претходно ја реконструиравме главната сообраќајница, платото на Гумења, пристапот до спомен обележјето на Тоше Тодор Проевски, пристапен пат до спортската сала на Гумења, од центарот на градот према така нареченото сред село до Сувенирка, од другата страна од регионалниот пат исто така до улица Питугули и голем дел од локални улици, меѓутоа бевме со фокусот насочени да ги поврзиме и населените места. Затоа што Крушево не е како единка, туку го сочинуваат уште 17 села, што се исто така многу битни и важни во развитокот на Крушево, затоа што без развиени села немаме развиен град. И од друга страна се насочивме исто така да ги поврзиме населените места. Имплементиравме изминатиот период од околу 5-6 години околу 50 километри локални и регионални патишта, главно се насочивме на водоводни системи, инфраструктура на одведување на отпадни води и така натаму, резервари за питка вода, реконструкција на дел од школите во Крушево, така да Крушево буквално го добива вистинскиот сјај денес, но до сега се насочивме да речеме на поврзување на селата, главната сообраќајница. Овој период ќе се насочиме и внатре во Крушево, односно да Крушево го добие на вистинскиот сјај, да реконструираме секоја уличка, да го добие вистинското место, пристап до самите домаќинства и така натаму. И не смееме да ја заборавиме туристичката сезона, летната, која што исто така е богата со активности во Крушево и во околината. Крушево е преполно со туристи, не само за 2 август. Тоа мора да го истакнеме. Оваа година имате и светско првенство во параглајдерство. Некако се искачи Крушево високо на мапата на алтернативните и адреналинските спортови. Повторно ќе кажам, Крушево е дестинација за сите 4 сезони, меѓутоа од месец јуни, од 1 јуни започнуваат интензивно да се спроведуваат и имплементираат голем број на содржини кои се во Крушево. Започнавме изминатата недела со првото државно првенство за планински велосипедизам, потоа продолжуваме да речеме со 7 меѓународни надпревари, како што се англиско, чешко, словачко, словенско, германско државно првенство, светското првенство за параглајдерство, тука ќе биде балканското за карате во Крушево, државната репрезентација за одбојка ќе присуствува во Крушево, државниот пливачки маратон ќе се одвива во Крушево, пешачки, да речеме, велосипедски патеки, имаме 42 имплементирано километри во Крушево, така да голем број на содржини кои ќе привлечат се повеќе гости и туристи во нашето Крушево. Тоа значи дополнителен инпут врз локалната економија, што значи дополнителен развој на сето она што значи локална економија. Со сместувачките капацитети Крушево во моментов стои добро, но секогаш е добро кога се градат нови капацитети. Што станува кога станува збор за угостителските објекти? Вие бевте меѓу првите кои што по несреќата во Кочани, кои што им издадовте еден апел да сите тие да си ги проверат објектите, како угостителските, така и сместувачките, да ги опремат по сите стандарди. Имаше една најава или еден статус на социјалните мрежи каде што пишуваше, вика, сите сме во истото диско. Така. Ние сме збратимена општина, првпат ви кажувам дека збратимена општина со општина Кочани и ние демонстративно тоа го направивме затоа што имаме доста меѓународни и домашни настани тука во Крушево, се држат симпозиуми, културни, спортски и разни настани во Крушево, не само што се солидаризиравме со нашето Кочани, туку и спроведевме ред мерки на локалната економија, односно врз угостителите, приватниот сектор, хотелиерството и така натаму, да заедно здружени со централната власт, со инспекцијски служби, не да репресираме, туку превенираме во она што значи да се подобриме во самиот пристап, односно односот и се она што значи логистичка, односно сместување, добро сместување на нашите сограѓани тука пред се во Крушево, но и како една од 3 светски дестинации за параглајдерство и змајарство во светот,
Крушево треба да биде на пиедесталот во подобри услови, како за сместувачки капацитети, така на однос во угостителството, хотелиерството и така натаму. И навистина сме на добар пат да станеме една, ако не прва, меѓу трите светски дестинации во светот. Направивме пристапен пат до Мечкин камен, 2 паркинзи, контролна кула, така да не препозна од Светска федерација за параглајдерство, така да оваа година се случува светското првенство, како што кажавте, за параглајдерство. Наредна година имаме европско првенство, што значи правиме одржливост на дестинацијата Крушево. Колку стакаат странците да доаѓаат во Крушево кога станува збор за параглајдерството? Очигледно многу, затоа што од година во година има се повеќе учесници, тоа ми беше поентата на прашањето. Од аматерско првенство во Крушево денес стигнавме на светско првенство. За да стигнете до тој степен на развиток на тој дел на спортот, треба да се подобрите. Она што ние како градоначалници треба да придонесиме за цело општествено живење, да направиме подобри услови и добри содржини, да ги донесиме првин светски реномирани, најдобрите пилоти од светот ќе присуствуваат оваа година во Крушево. Ние треба да направиме добри услови, добар престој и добар впечаток да го пренесат на други генерации и други потенцијални гости, за да ни доаѓаат се во поголем број и наредни години. Тоа е одржливост на една дестинација како што е Крушево, затоа што Крушево заслужува да живее подобро, имаме со што да се пофалиме, но и имаме доста предизвици каде треба да се подобриме. Јавната чистота, депонијата која ни е секогаш рак рана тука во Крушево, и сме навистина на добар пат да ги реализираме тие главни горливи проблеми на нашите крушевчани. Ова со депониите не е само проблем на Крушево, секаде во Македонија има проблем со депониите, а од друга страна има проблем пак и со изградбата на оние регионални депонии, но за тоа сме зборували и во други емисии, сега нема да губиме време. Кога станува збор за јавната чистота, сметате ли дека крушевчани доволно се грижат за сопственото место на живење и го чуваат и сакаат да живеат во една здрава и чиста еколошка средина? За да подобро живееме, треба сите да придонесеме дали подобро ќе живееме или полошо ќе живееме. Тоа зависи од сите нас. Но ние сме должни да овозможиме подобри услови. Што значи тоа? Ние кога дојдов во 2017 година како градоначалник, затекнавме само 2 товарни возила, трактор и немавме ниту еден камион за одведување на смет до депонија. Денеска добиваме 3 камиони, имаме добри машини за чистење на снег, сеалки, се она што значи пропратни содржини, односно логистичка поддршка на јавното комунално предпријатие, да имаме пристапни улици, да речеме чисти улици, проводни улици, што значи нормално и безбедно одвивање во сообраќајот во целото Крушево. За тоа ни требаше голем период, ни требаше поддршка не само од внатрешноста на државата, туку ни требаше од сите оние донатори, затоа што Крушево има символичен буџет и не може да се овозможи да набави такви големи капитални проекти како што се набавка на камион за смет или така надаму, за чистење на снег. Така. А сме добри и во сите тие работи. Јас искрено се надевам дека ќе продолжите така како што работевте досега, дури можеби и уште подобро, тоа ви го посакувам. И ќе искористам приликата, бидејќи во Крушево дел од граѓаните на Крушево се власи по националност, да им го честитам утрешниот празник, меѓународниот ден на власите. Се надевам дека одлично соработувате и дека има... Крушево е практично еден пример како може да се живее еден нормален соживот во една држава. Имаме буквално од сите националности, или Крушево е Македонија во мало, меѓутоа со посебен епитет икон влашката заедница, да го честитам јас воедно празникот, утрешниот празник за денот на власите. Ние го чествуваме во понеделник ради оправдани причини на влашката заедница и ради неработните денови сабота и недела, затоа што сакаме да го организираме со основното и средното образование и со сите здруженија влашки во Крушево и секоја година е символично многу добро да се присуствува во Крушево. Господине Христовски, уште еднаш ви благодарам за гостувањето. Јас ви посакувам многу плодна и успешна работа. Во духот на она за кој што зборувавме и како што го почнавме разговорот, посакувам многу дечиња да се раѓаат во Крушево и да остануваат да живеат тука, што е најважно. Ви благодарам и на вас и се надевам на идна плодна соработка
и можност да Крушево на вистина стане вистински град символ на државата. Ви благодарам уште еднаш.